посветена на граѓанинот, санкциите и буџетот. Една провокативна тема која што ќе овозможи, се надевам, во текот на дебатата да ја разработиме од различни аспекти, еден мултидисциплинарен приод, би рекла е нужен и неизбежен. И од тие причини денешната дебата, денеска ќе дебатираме, ќе говориме со професорката Мирјана Најчевска, од делот на правниот аспект, она што значи човекови права, недискриминација, родова еднаквост, сето она што професорката Најчевска го има во рамки на својата потесна експертиза. Потоа ќе дадеме еден, би рекла, економски аспект, економски осврт. Тука е професорот Ванчо Узунов, кој што нас правниците не убеди со тек на годините дека зборовите во законот имаат фискални импликации, а дека општествените појави се многу појасни кога ќе се прикажат низ економски параметри. Со цел да одбегнеме она што значи правно-економски стереотип или стерилност, ако сакате, на дебатата, ја поканивме и задоволствени што поканата ја прифати господја Ана Блажева, се извинувам, психолог и истражувач, која што ќе ни ги прикаже сето она што значи санкција, граѓанин, буџет во еден поширок социопсихолошки, би рекла, контекст, значи малку да го сватиме граѓанинот поединецот во мноштвото реформи, решенија, идеи, санкции, однесувања последици. Што ни беше провокација, инспирација, ако сакате, и загриженост, која што не раководеше за денешната дебата. Постои една тенденција во последниве, па би рекла 2-3 години, тенденција на постојано пропишување некои нови санкции, некои нови фискални оптоварувања за граѓаните. Ке се концентрираме на глобите, меѓутоа испомнало во кривичниот закон имаме хемиска кастрација и тука сме навистина во негативна смисла лидери во Европа. Има уште во Полска и кај нас. Понатаму ја продолживме казната затвор од 15 на 20 години без некоја посебна јавна дебата, граѓаните тоа ми се чини дека и не го знаат. Меѓутоа, кога ќе стане збор за глобите, тука веќе се наметнува потребата да уште еднашка вака гласно го прочитаме она што е низ законите предвидено. 2004 година, кога се менуваше уставот, беше речено дека прекршоците се тесното грло и дека е потребна промена на уставот со цел најлесните прекршоци, значи повторувам, најлесните прекршоци, да бидат во рацете на управните органи. Како тесното грло се претвори во длабок џеп, веројатно ќе биде еден од заклучоците на оваа дебата или ќе настојуваме тоа тука да го продискутираме. По повод донесењето на законот за прекршоци беа донесени уште 230 материјални закони. Знаете, има еден антички драматург Теренс, он вели корруптисима република плурима легес. Вели што повеќе закони, толку покорумпирана држава. Дај Боже да не бил Теренс во право. И сега, во сите овие донесени закони, проблемот е што многу често исклучоците ни стануваат правила, а правилата ги подзаборавивме. Имаме инфлација од норми во која што веќе ни правниците не се сноѓаат, а камоли обичниот граѓани. Имаме вишок одредби во законите кои што дефинираат термини кои што ни се нас, би рекла, јасни и без донесување на законот. Например, што е велосипед? Дека е тоа возило со најмалку 2 тркала што се движи со силата на возачот. Што е ноќ? Значи ноќ, период од првиот самрак до целосно разденување. Што е депонија? Не е тоа што вие мислите, тоа е неуредено зеленило. И значи, да не редам, мноштво вакви примери кои што зборуваат дека навистина на моменти законите содржат одредби кои што се едноставно непотребни. И сега, но не е секогаш така. Морам да ви признам, за потребите на оваа дебата настојува да ги извлечам неколку примери од прекршочните глоби, вака како воведна, би рекла, провокација за дискусија и дојдов до резултати кои што, морам да признам, не многу ми се допаѓаат. Ако почнеме со ова последното, значи увото на ѕидот од соседот. Зошто ова го кажувам, бидејќи 1000 евра е казната ако не пријавите семено насилство.
Понатаму излегува дека немате каде да се скарате. Значи, немојте да се расправате. Ова како од Библијата ви звучи. И да се ви кажам зошто е тоа така. За расправија во дом 100 до 400 евра глоба по закон за нарушување на јавен ред и мир. Исто расправање на јавно место. Исто расправање во заеднички простори во објекти за колективно одобрување. Значи, едноставно немаме каде да се расправаме. Добро да се воведе ред. Во делот на сообраќајот и воведен ред и со дел од прекршоците сме согласни. И навистина треба да биде така. Меѓутоа со дел од нив, навистина човек не знае кој став да го изгради. Например, имате глоба со која што е забрането скијање по коловоз. Не знам што штитиме, кога би се случило да сретнете некој што скија по коловоз. Понатаму имате глоба од 100 евра за кал во гумите. Па имате глоба за излижани гуми. Значи, знаете како, сега дозволивме да се увезат стари автомобили, па се поскапи регистрацијата, па сега имаме вакви некои дополнителни оптоварувања. Да не зборувам оваа глоба која што не ми јасна како на родител. Вели 250 евра глоба за родител, чие дете по 10 години вози велосипед. Това возилото со двете тркала што ви го кажав на почетокот. Глоби и за оние што се најранливи. Мајстори, хигиеничарки, дадилки, кои што мора да бидат сега лиценцирани. Зошто? Затоа што глобите се движат неверојатни 1500 до 2000 евра, 2500 евра за нечијата. За прв пат кога ќе го затечат. За следниот пат 6 до 9000 евра. Значи, главниот проблем не е во нешто што значи, како би рекла, непропорционалност на она што е сторено, визави она што е главната санкција. Понатаму, ако живеете во куќа и имате двор, немојте да сечете дрва во дворот без дозвола, бидејќи тоа е казниво. Од една страна, а од друга страна морам ви кажам дека сите зеленила во централното градско подрачје беа исечени. Се сеќавате, имаше жив штит пред Бристол и беше повикана полицијата да асистира. Како во предвесниците на арапската пролет, полицијата кого штити од кого, власта од граѓаните. Треба прилика да биде обратно. Мислам дека е ова доволно како за сам почеток. Преминуваме сега на нашите говорници. Давам збор на професорката Мирјана Најчевска. Повелете. Благодарам многу. Јас ќе гледам да бидам што е можно пократка, односно да нафрлам само баш како што беше спомнато неколку елементи околу кои што би можеле да разговараме. Во моментот кога почнав да размислувам околу оваа проблематика, ми се кристализира некои 4 елементи кои што од аспект на правото и од аспект на човековите права најверојатно треба да ги имаме предвид или за кои што можеме понатаму да зборуваме. Прво, поврзаноста на казните со сиромаштијата. Многу голем дел од овие казни можеме да ги поврзиме, да направиме многу директна врска со она што представува казнување на сиромашните заради тоа што се сиромашни. Например, се спомнува кај оној велосипедот, како беше на две тркала и слично, дека возачот на велосипед мора да има кацига. Сега, кацигата воопшто не е ефтина работа. Ако бараме од секој возач на велосипед да има кацига, тоа значи дека сите оние кои што не можат да си дозволат кацига, не можат да возат велосипед. Или сите оние закони кои што казнуваат, да речеме, доколку во одреден рок, 2 или 3 години, не биде доправена, доизградена фасадата на куќата. Ние знаеме дека, посебно во малите места, луѓето сами ги прават куќите. Цигла по цигла собираат, зидче по зидче го градат, прво доле, па карабина, па кров, и тоа се развлекува, затоа што многу зависи од она што го имаат како пари. Меѓутоа, тие ќе бидат казнети. Нема да бидат казнети оние кои што имаат пари, ќе си ги завршат за 2 месеци куќите и воопшто не мора да се грижат за овој тип на казнување. Значи, тоа е првиот елемент. Доколку ги гледате казните, малте некај 90% од нив може да се направи линк со сиромаштијата. Вториот елемент е она што веќе беше спомнато, а тоа е пререгулираноста. Таа не е само
проблем за да знаеме кои се казните, за да можеме воопшто да ги идентификуваме можните казни, туку вообичаено води кон она што се вика можност за создавање на структурна дискриминација. Имено, кога има многу казни, кога има казнување за се и се што, по секој основ, ние не можеме да пресметаме, не можеме да добиеме податоци за тоа кој се казнува, а кој не се казнува. Тоа значи дека мене како единка можат 2 пати, 3 пати, 5 пати, 10 пати по најразлични основи да ме казнат, а мојот комшија, пријател, соработник може ниту еднаш да не го казнат. И јас не можам да се спротиставам на тоа. Тие ќе ми речат, па ти си сгрешил, си го прекршил законот, си го прекршил. Ич да не ти е гајле за комшијата. Така што многу проблематично станува воопшто бркањето на она што представува било политичка, било статусна, било семејна дискриминација, значи многу основи на дискриминацијата стануваат отворени. Третиот елемент, јас би го поврзала многу често со безмисленоста на забраните. Беше веќе спомнато. Значи, некои забрани навистина стануваат безсмислени. Да речеме, онаа забрана за кал на гумите. Во светот постои прекршок кој што зборува за кал на гумите, меѓутоа кај големи камиони и трактори. Заради тоа што тие можат такви големи парчиња на кал да донесат на коловозите, кои што можат да бидат опасни за сообраќајот, односно да доведат до сообраќајна несреќа. Никој никаде не зборува за кал на гумите на леките коли. Меѓутоа, оваа безсмисленост во законските решенија се случува токму заради отсуството на процедура во донесување на овие закони. Ниту една од овие промени не е донесена со партиципација на граѓаните. Ниту една од овие промени не го поминала регуларниот оној процес во кој што ќе се собираат мислењата на граѓаните, па потоа ќе се даде на експертско мислење, па ќе се води јавна расправа, ќе се видат кои се приоритети кои што треба да бидат заштитени, кои се оние работи кои што на некаков друг начин можат да бидат заштитени. И четвртиот елемент на кој што јас би сакала многу да обрнам внимание, тоа е една многу интересна ситуација на потполна неодговорност на највисоко можно ниво, а преодговорност на најниско можно ниво. Значи, ние сме доведени во ситуација сите оние кои што се на високи функции, на највисоки места на власта, кои што всушност би требало да бидат одговорни за многу важни случувања во општеството и кои што многу често не викаат, како е оној израз, најодговорно тврдам. Така, во ниту еден момент да не бидат повикани на одговорност. Нема вистинските одговорности, нема санкции, нема процедура за изведување на одговорноста на високите функционери. И сега што очекувам да се случи? Кога луѓето ќе видат дека оние кои што се многу високо на власт не се одговорни, нашето општество всушност ќе се претвори во општество на махери, односно луѓе кои што се обидуваат да го заобиколат законот. Меѓутоа, кога ќе почне заобиколувањето на законот, се заобиколуваат и безсмислените работи, и оние несоодветни решенија, меѓутоа се заобиколуваат и оние кои што се потребни, значи прекршоци кои што имаат навистина логика и кои што ги регулираат односите меѓу луѓето. Во таков еден хаос, прво се очекува зголемен број на прекршувања на законот, меѓутоа од друга страна секое зголемување на бројот на прекршување на законот значи и повеќе конфликти меѓу луѓето. И тогаш влегуваме во еден затворен круг на градење на полициска држава, каде што ќе ни требаат многу полицајци за да водат многу сметка за овие луѓе кои што ги прекршуваат законите. Она што во светот се прави, посебно кога станува збор за ваков вид на прекршување на законите, за минорни дела и слично, се два правци на развој. Прво, многу опомени. Значи, пред воопшто да се почне со казнување, пред воопшто некому да му падне на памет,
парична, да не зборуваме за затворска казна и слично, се оди со опоменување на оние кои што го прекршиле законот. Меѓутоа, она што најмногу се развива сега во светот, тоа е стимулирање на луѓето на одредено постапување. Доколку сакаме луѓето да ги завршат фасадите, државата дава стимулација и вика во наредните 3 години сите оние кои што се потребни материјали, даноци и слично ќе бидат сведени на минимум и сите оние кои што ќе ги затворат фасадите всушност ќе бидат привилегирани на тој начин. Значи стимулацијата е начинот на кој што луѓето се учат на одредено осмислено постапување, а не казнувањето. Благодарам. Професорке Најчевска, точно е дека имаме, спомна професорката, има навистина интересни примери низ законите кои што ги дисциплинираат, би рекла, сите сфери, ама ова дисциплинираат во наводници ќе го ставиме. Имаме посебни казни за наставниците, имаме посебни казни за докторите, имаме казни дури за родителот, значи за да се реши штрајкот помеѓу или несогласувањата помеѓу Министерството и синдикатот, родителите страдаат. Вели казна, глоба за родител што нема да го однесе детето во училиште. На крај доаѓаме во една состојба која што е навистина крајно разочарувачка и по граѓанинот генерално гледано, но и по неговиот џеб. И тука веќе полека навлегуваме во она што е важно за, би рекла, фискалните импликации на сето она што значи оптоварување. Факт е дека од сето она што можев јас да го најдам како податок, кај нас само 4,8% од граѓаните можат целосно да си ги задоволат месечните животни потреби. 4,8%. Сите други делумно и голем дел од нив и воопшто не успеваат. Овој големиот дел 71% воопшто не успеваат да ги задоволат месечните животни потреби. Светска банка вели дека сме лидер, да, меѓутоа лидер во јазот меѓу сиромашните и богатите. Дали сум ја во заблуда, професор Узунов, кога сметам дека оваа потрошувачкава кошничка ни се претворила во потрошувачка табакера и колку се од тоа табакера ни оди за глоби. Повелете. Благодарам, Гордана. Благодарам и за поканата на оваа дебата да учествувам. Сега, бидејќи бев ја опоменат дека ќе бидам казнет ако овде во јавен простор предизвикам кавга, се послужам малце со факти и податоци и како и теорија, за да можеме да дојдеме до таа ситуација да дебатираме нормално, а не да се караме и да имаме само спротивставени страни, бидејќи тогаш нели може да бидеме и казнети. Она што ми е мене основна интенција денес, и ја долго време се мислев дали да покажувам колку казните де факто ги коштаат граѓаните и како тоа влијае врз буџетот и не, тоа е дел од приказката, меѓутоа има еден уште побитен и поинтересен дел оваа приказка за санкциите и владењето во целина во Македонија, која што покажува дека ова зголемување на санкциите како број и како висина не е уопште случајно, нити е одраз на незнаење, нити на случајност, туку е многу намерно направено, многу осмислен дел од еден мозаик кој што се вклопува во стилот и моделот на владење на оваа наша власт. Значи е намерно убаво смислен инструмент. Сега за да дојдеме до тоа сознание, значи она што мене ми ја дава основата за анализата е посебна една дисциплина наречена економика на правото, гледа правните и истата е и за политичките аспекти, се однесува, значи појави и начин уредување на животот на луѓето преку економски инструментариум. Кој може ќе иде првиот слайд? Значи она пошто тргнува нормалната логика на одмерувањето и поставувањето на казни во држави кои што имаат рационален однос или каде што политиката гледа да биде слуга на граѓаните, а не граѓаните нејзин слуга. Постои многу јасна дефиниција. Казните не се ништо друго. Се и треба да бидат инструмент за спроведување на законите. И тоа им е единствената, не првенствената, единствената функција. Ако може да се спроведуваат законите без да може да постои инструмент, нема ни да постојат санкции. Но нормално општествата не функционираат затоа што 100% од граѓаните ги прифаќаат сите правила кои што се донесуваат во општеството преку закони и се преточуваат во закони. Постојат санкции кои што нив
треба во рационален случај на однесување да ги донесат до сознанието не се исплати да не ги почитуваш законите. И тоа тргна од една формула, овде е многу упростена, меѓутоа за да можеме да ја користиме, значи она вика како се одмерува казната, користа од прекршувањето на некое правило, минус трошоците, за тоа понекогаш се нула, понекогаш се некакви. Прашање е дали е поголема или помала од казната, ама помножена со веројатноста дека делото ќе биде откриено и казнето. И сега гледате една ситуација. Например, ако имате некое дело од кое користа, кој ќе извадиме трошоците е 1000 денари. По пари ќе изразуваме нормално секоја што тие ситуации. Казна од 1500 денари. Ама ако имате веројатност дека 80% од случаите се откриени, е сосема доволна. Зашто секој човек размислува вака. 10 пати да заштедам по 1000 денари се 10.000. Ама 8 пати од тие ќе ме фатат и ќе платам по 1500 денари. И не ми се исплати. Не ми се исплати делото. Поголема е казната отколку користа. Обратен случај, вие можете да кажете казната 3 пати. 4500 денари. Ама ако веројатноста ви е мала заради неспособност на институциите да спроведуваат, да откриваат и да спроведуваат закони и да откриваат прекршоци и така натаму, тогаш и висока казна почнува да биде недобро одмерена, бидејќи, гледате, 4500 денари, ама ако само од 10 пати, 2 пати ве откријат и платите казна, прекршокот се исплати. И ова е нормалното функционирање на казната како инструмент за почитување на законите. Ко може следниот слайд. Сега, што се случува кога ќе се смени целата констелација? Имено, една влада може, ако сака, да ја злоупотреби оваа ситуација и де факто казната ја претвара во нешто сосема друго. Ја претвара во инструмент за притисок, репресија врз граѓаните и нивно во наводници е кажано уценување, ќе ја обяснам на што се мисли, и второстепено како фискален инструмент, односно инструмент за полнење на буџетот. Прави на оној дел на фискални инструменти и инструменти кои што имаат за цел да ја полнат буџетската каса. Како тоа се прави? Да, стварно направив проблем што се слайдовите во кави се, ама као не бев информиран. Добро, ние си продолжиме. Потребни се три промени. И гледате тие, ама од онаа претходна формула гледате десната страна. Висината на казната помножена со веројатноста. И се тука да направиме мали промени. Прво, воведување на огромен број на казни за разни дела. И тука мислам од воведното излагање и од излагањето на колешката. Најчесто имавме многу добри пластични примери за случајот на Македонија. Се казнува све или толку многу работи да не го сакам тој израз, ама некако ни се удомаќи обичниот граѓанин. Што ако има обични, нема необични, ама еве, обичниот граѓанин, оној што има своји секојдневни проблеми и ниски приходи. И треба да работи. Треба други работи го интересираат, сега уште да ги следи сите казни. Прво не знаеме зашто се пропишани казни. Ја денес слушнав за ова за калта на колите и не знам точаците и така натаму. Да не дојдев овде, секој ден возам точак, може и да ме казнат уште. Гледате, тоа зголемување на бројот на дела што се казниви, за нормалниот, за рационален човек ја доведува ситуацијата прво до апсурд, он не знае од што да се штити. Па све може да биде кажниво. Второ, ја зголемува онаа обратната страна, не знам како да преведеме добро на македонски, на енглески се вика cost of staying legal. Значи, ние имаме трошоци да ги почитуваме се тие казни, кога би имали најдобри на светот намери да ги почитуваме сите. Па не можеш сите да ги почитуваш. Второ паралелно на тоа е, зголемете ја висината на казните, максимум на правниците милува да ги вика драконски. И мене ми свиѓа како термин, мада можеме и да го преведеме, ама е драконски казни. 2000 евра, 5000 евра. Суми кои што на граѓанинот ништо не му значат, него го плашат дополнително. И колкава е казната. Не дај Боже. И третиот елемент на тоа споен. Донесете ја веројатноста со убедување, со пропаганда. Казната е 100% ве стигнува. Све знаеме, све пратиме и немој некој да мрднал. Трите работи
веднаш ви ја поставуваат казната, ја претвара од инструмент за почитување на закони во инструмент за репресија. Сега, во каква ситуација се наоѓа граѓанинот? Збореше колешката Најска, претпоставам колешката Блажарска ќе збори ја само економски. Како очекувате еден граѓанин кој што има стварно мали приходи, кога ќе го казните со огромна казна и не може да ја плати, да се однесува према казнувачот, он е веднаш инфериорен, крајно инфериорен. И сака да ја замени монетарната паричната казна со нешто друго што може да го плати. Пари нема, ама послушност има. Ако му понудите шанса, биди послушен и казната нема да ти биде изречена, а дискриминаторското спроведување на законите е факт, и во дадениот случај моделски факт и кај нас факт, да не го посебно елаборирам, кој граѓанин нема да рече, важи бе, не може да ти платам пари, али послушен ќе бидам. И почнува моделот да функционира обратно од тоа што му е неговата интенција, ама владата си имала, таа ситуација си има своја политичка корист. За ова немам доказ во смисла на податоци од официјални извори во статистика, меѓутоа со разговор со стотици бизнисмени, а бизнисмените се граѓани, и граѓани кои што не се бизнисмени за останокот дел на глоби, сите го викат истото, ама Ванчо седи мирен, се знаеш какви се казните, а ако ова власт реши тепа. И тогаш ние почнуваме да стануваме мирни, послушни граѓани, поданици, уценети. Тоа е намерно, тоа воопште не е случајно. Тоа е и последица, тоа по теорија да сакал некој да го направи, требало ова да го направи. Чим го направил, значи знаел што прави. Вториот аспект е претварањето на казната едновремено и на инструмент на фискалната политика, фактички за полнење на буџетот. Казната за буџетот делува исто како данок. Значи во даноците се брои во неданочни приходи, ама тоа е за да не се признае дека е данок, фактички она го полни буџетот. И сега тука наидуваме само кратка една дигресија на еден проблем на тоа за транспарентноста на објавувањето на податоци во Македонија официјални. Значи има мноштво податоци, ама содржинските и битните ги нема. И затоа, за да ја не западнам во ситуација кога ми рече лажираш, измислуваш податоци, гледам само трендови од официјални податоци. Ама за себе многу говорат. Слайдот ги покажува планираните даночни приходи, планираните неданочни приходи, тоа е зелената линија, плавата се даночни, зелената се неданочни, и планираните приходи од глоби, административни и судски такси, тие во буџетот се водат како една заедничка ставка, тоа е црвената линија, за нејзе скалата е десна. Ова на десна страна. Не е битно, трендовите гледајте ги. Даночните приходи со тек на време имаат тенденција на зголемување во планирањето на буџетот. Нормално е. Неданочните, меѓутоа, имаат тенденција на паѓање. И гледајте, од 2008 кога они биле над 20.000 милиони денари, за 2015 се испод 10, 5. Од над 20 до 5 смалување на тој вид на приходи. Ама санкциите, глобите, како и таксите заедно, тоа е црвената линија, не го прата тој тренд. Никај нив немаме во последните години намалување. Гледате, има зголемување до 2011, пад до 2013, но сега 2014 и 2015 повторно се вратени, кога паѓа зелената линија, црвената расте, а црвената е дел од зелената. Што значи го имаме тоа поместување внатре во структурата на неданочните приходи. Следниот слайд е за остварените буџетски приходи, ова беа планирани, остварените секогаш отстапуваат. Добро, кај даночните плавата линија нема преголемо отстапување, само скалата е малку намалена. Остварените неданочни приходи опаѓаат, но остварените приходи од глоби и административни судски такси остануваат тие. Гледайте, 2012 и 2013 година се како и на почетокот 2008. Значи тие имаат нормално пораст. Таа тенденција ја пратат. Следниот слайд, Кире. Ова е структурата во буџетите за 2014 година и овој се веќе изгласан за 2015 на оној дел неданочни приходи. 5 категории се. Приходи, предприемачки приход и приход од имот, овој малите први тараби, плавата е 2014, црвената 2015. Па второто се глоби и такси, најголемата. Такси и надоместоци е третата, тоа се недефинирани категории. Други владини услуги и последната е други неданочни приходи.
Гледайте, најголема ставка е, апсолутно најголема во сите неданочни приходи. Ставката глоби, судски и административни такси. Таа е фактички повеќе од половина. И последниот слайд ги споредувам со уште еден вид на приходи, значи покрај неданочните и капиталните приходи. И мене она што стварно ме фрапира. Последните тараби се приходи од дивиденди, кои што ги прима владата. Видите, тука влегува дивиденда прво од Телеком. Па тука влегуваат и други дивиденди, Мепсо и така натаму. Тие се половина од тие приходи што влегуваат од глоби и такси во буџетот, како неданочни или капитални приходи. Единствено од капиталните што е поголема се приходи од продажба на земјишта. И во 2014 и 2015 година се огромни. И де факто тоа се приходите што го полнат буџетот. Значи имаме даноци како приходи, заеми, не ги прикажувам затоа што тек тоа ќе не заболеше глава сите. Капитални приходи, односно продажба на земјиште и казни. Тие 4 вида приходи се најглавни како буџетски приходи и го полнат буџетот и де факто е онај дел од приказката зашто е изменет инструментот казни во инструмент на фискалната политика. Последниот слайд ја имам и она прашање што да се направи. Ова беше објаснување што може да се направи. Ова се генерални насоки и се поклопуваме тука со колешката Најчевска, што мене многу ми се свија дека е така, ама сакам да предизвикам дебата. Значи одговорот е многу едноставен. Начелно многу едноставен. Ако е инструментот злоупотребен, врати го назад. Газните треба да се вратат да биде инструмент за почитување на закони, а не притисок и фискални цели. Преку генерални се 3 правци. Прво, намалување на висината на глобите до рационално, нормално ниво. Тоа е оној првиот слајд што ни го покажа. Значи, не може да кажете вие, освен политичка порака, ама сите за половина казни. Не. Има различни, за различни дела, различни пристапи, меѓутоа намалување на казните при висока веројатност за откривање на делата. Второ, воведување на опомени и мандатни казни. Значи, прво, сигурно мора да има опомена. И второ, има мандатна казна. Ако не го повториш делото, нема да има казна, ако го повториш, 2 пати е казната. И тоа е мандатна. Сега, мислам, ке луѓето многу јасно делуе, не е превисока казната, ама знае дека ќе те фатиме и прв пат опомена, втор пат мандат, трет пат ќе ги добиеш сите 3 назад. Тоаш веќе стварно, ако некој понатаму прекршува закон, треба да биде казнет, па нема да ги прекршува понатаму законите. И третото е ова комбинација со непарични облици на казни, нели изборуваше колешката Најчевска, тоа се разни стимулации или друг вид на решенија кои што ќе донесат да казните де факто бидат инструмент, повторам по 10 пат, за почитување на законите, а не за нешто изопачено и нешто што не треба. Не знам дали преторав, ама благодарам. Ви благодарам, добро, инспиративно беше. Велам, економистите секогаш знаат нас правниците да не како да речам, да не врамат во графикон, каде што лесно можеме да ги сватиме и тенденциите и состојбите. Драго ми што се согласуваме со професорот Узунов дека на Балканот секоја случајност е намерна. Значи, веќе престанавме да веруваме во коинциденција, не постои такво нешто. Точно е дека имаме глоби, но тие глоби не се во денари, туку во евра. И тоа се поставува секогаш прашање дали тоа законодавецот има недоверба кон стабилноста на домашната валута, кога сите казни ни се во евра. Ние имаме домашна валута, денари, Богов тврди дека ние се во ред со стабилноста на денарот. Она што мене ми остава впечаток кога зборуваме за буџетот, имаме официјални изјави, велат дека буџетот е, цитирам, буџетот е димензиониран да го штити стандардот на граѓаните. И сега сум јас во чудо. Од една страна имаме се помасовни доручеци на мост. Таму веќе и до жртви ќе дојде. Значи мора да сменат местоположбата, бидејќи мостот не може да собере сите оние гладни граѓани кои што се наоѓаат на доручекот на мостот и не е воопшто да речам така позитивно што толку голем број на учесници на тој доручек се зголемува од година во година. Понатаму исто така имаме 40.000 домаќинства. Значи не семејства, домаќинства. А во домаќинствата по повеќе семејства, нели, кои што оствариле, замислете да ги исполниле невозможните услови за отпис на долгови. Бидејќи условите за отпис на долгови се во рубрика невозможни, 40.000 домаќинства сепак успеале во тоа. И сега ни се поставува прашање македонска реалност, македонски плати, европски казни. И уште еден аспект кај она што мене ми создава, како да речам, горчина,
е што имаме ние неопределени глоби. Тоа е би рекла најстрашно. Имаме глоби кои што се движат во процент од годишниот приход. Работевме текст, бевме во собрание, на собраниска расправа и бевме обвинети дека шпекулираме со хипотетички износи. Дека тоа не е така, дека никој не изрекува такви глоби, дека тоа ние професорите недоволно разбираме како функционира системот. Ама на 27. октомври годинава Комисијата за конкуренција одмерила глоба од 3 милиони евра за трговци со електрична енергија. И сега Јанес Копач, тој е председател на Европска енергетска заедница, изјавил дека е шокиран што ние сме го одложиле легализирањето на пазарот на електрична енергија. Како ли се шокирани фирмите што се казнети со волкава глоба, оставам заклучокот на вас. И само да ви кажам, 3 милиони евра во прекршоци, во кривична постапка, највеќе што може да добиете е 30 милиони денари или половина милион евро. Тоа е највеќе што може да добиете во кривичната постапка. И секогаш се поставува прашање, тоа секогаш сме го дебатирале, како тоа дојдовме во ситуација да за поголемо неправо, за кривично дело, бидете поблаго казнети, за помало неправо, како прекршок, бидете енормно многу казнети. И дали ако за една шлаканица добијам 800 евра, треба фино така, физички да се пресметам со субјектот, ќе добијам условна осуда, примарен сторител, нели, ќе најдат нека олеснителна околност, мајка на 2 малолетни деца и така натаму, ќе поминам со условна осуда, што при тоа ја нема во законот за прекршоци, така што имаме опомени, ама први се глобите. Опомените се, така би рекла, декор. И сега преминуваме на оној аспект што велам ни дава една подлабинска димензија на расправата. А тоа е оној социопсихолошкиот приод. Мене ми се поставува прашањето како општеството ни премина во режим и ние тоа го прифаќаме како нешто највообичаено. Затоа што дефиницијата демократско општество вели партиципативност на граѓаните. Професорката Најчевска токму на тоа укажа. Ownership да имаме, на она што е донесено, да го чувствуваме дека да, и ние сме за тоа. На крај преминеме во режим кој што се дефинира како реално опаѓање на влијанието на широката популација врз центрите на политичко одлучување. И дефиниција која што вели дека постои доминација на мајсторската пропаганда над неукоста и манипулацијата до степен на целосно губење на индивидуалните ставови и амбиции. И оттука на наше големо задоволство велам господја Ана Блажева ја прифати поканата да видиме кои се тие сега психолошки последици, каков ефект целата оваа ситуација има врз граѓаните. Добро, добар ден на сите и од мене и благодарам за поканата за дискусијата. Јас на почеток би сакала да кажам, ете како психолог по основно образование, како што велам, социјалната психологија ги гледа и толкува казните, односно како тие влијаат на однесувањето на луѓето. Пред се во социјалната психологија казните, но и наградите се дел од начините на воспоставување на некаква социјална контрола и се базираат на некои примерни механизми на условување на човековото однесување и на таков начин се правени истражувањата во оваа област. И јас би кажала само за најосновниот механизам, иако има многу посложени, кои што може да се објаснуваат, кои што истражувањата ги покажуваат, на кои што функционираат казнувањето и наградувањето. Наградувањето функционира на принципот на задоволство, односно кога добиваме награда ние чувствуваме одредено задоволство, а додека пак казнувањето функционира на принципот на избегнување на непријатност. И ова се некои базични мотиви кои што го движат човекот. Психолозите исто така истражувале и која е потребата на луѓето, односно кои се мотивите кои што се во позадината на казнувањето. Значи, кога веќе, и тука на некој начин ќе се надоврзам и на професорот Узванов, тоа што го зборуваше, како се одредуваат казните, висината на казните. И постојат два принципи
кои што во истражувањето кој што го консултирав ми се види интересно, се обработени и кои што сметам дека се доволни како предизвик за оваа дебата. И тоа се мотиви кои што на некој начин го базираат и потоа и казнениот систем како ќе се воспостави, односно како вид на казни ќе доминираат во казнениот систем. Еден од мотивите за казнување е да се одложи сторувањето на прекршокот и она што го викам да се избегне казната. И овој принцип на одложување всушност подразбира повисоки казни, поригорозни казни, но исто така и елемент на јавност во казнувањето, односно дека кога се изрекува казната треба да биде јавно за да прати дополнителна порака до останатите членови на заедницата да не го сторат прекршокот. Додека другиот мотив за казнување е мотивот на заслуга, односно да оној што го сторил прекршокот добие казна која што на некој начин ја заслужува или ја го компензира прекршокот или штетата која што е направена. Во истражувањето се покажало дека луѓето сметаат дека пофер се казнувањата кои што се на база на заслуга и дека само во случаи кога се работи за големи злодела и прекршоци ги оправдуваат казните од првиот вид во кој што нели се воспоставува некако вид на одложување, односно казните се огромни и вклучен е моментот на нели јавност при казнувањето. Овие принципи ги спомнувам за да може во дискусијата потоа нели да анализираме како функционира всушност нашиот и како се воспоставува во последниве години да функционира овој казнен систем, но исто така уште повеќе за тоа како влијаат овие казни врз целокупното функционирање на човекот и од психолошки аспект. Како што реков на почетокот, казнувањето е избегнување на непријатност и секоја казна со себе повлекува една низа на негативни емоции, ги велиме, затоа што негативно се одразуваат на функционирањето на човекот, почнувајќи од фрустрациите, стравот, немоќта која што може да се доживува, гневот, бесот и така натаму. И овие не се емоции кои што индивидуата ги чувствува сама за себе. Ова се емоции кои што ги комуницираме, се разбира, и се дел од она што ја создава атмосферата во која што ние живееме, работиме и така натаму. И на тој начин всушност можеме да видиме колку кога сме изложени на закани од секакви казни, на секој чекор, на кој начин може тие само заканата, а камоли соочувањето со казните да влијаат. За соочувањето со казните јас не можам да избришам еден пример од глава кој што е веројатно поодамна од летоска, меѓутоа ми се врежа, ме допре длабоко, кога имаше еден човек чија што сметка од пензијата, на која што ја добива пензијата, била блокирана од извршители, а тој единствениот во семејството кој што остварува некакви приходи и со кој што го прехранува целото семејство. Тоа се случи во Прилеп, кога тој од немоќ, но и некаков вид на протест, легна на раскрсница и на тој начин ја изрази својата немоќ, но и протест кон општеството. Јас направив и некои куси истражувања на овие пребарувачите, веб пребарувачите на два начина. Пребарував за терминот казни,
ама и пребарував за терминот стрес, ментално здравје и само на кратко би сакала исто така да ви кажам неколку податоци кои што ги видов и кои што може да ги продискутираме. Кога пребарував на казни, се шокирав затоа што дури не беше потребна ни целата прва страна од пребарувачот да запишувам па да правам некакви сумирања. Првите 5 резултати од пребарувањето всушност се исклучително илустративни и би ви ги прочитала само насловите, а потоа може да видиме исто онака една првична анализа што тие со себе носат и како ви прават да се чувствувате на крајот на криштата. Првиот наслов е парични казни, ако премолчите семено насилство кај вашите суседи, ќе платите 2500 евра казна. За ова се спомна до сега. Ветробран отпорен на казни. Ова води до еден сатиричен сајт во кој што и упатува една фотографија со моторцикл и на неговото ветробранско стакло налепница со ВМРО, ДПМН и грбот. Значи е хумор и третиот наслов ригорозни и незаконски казни за страф и паника кај наставниците. Потоа четвртиот наслов е една анализа казни како воспитна мерка или за полнење на буџетот и казни за неисплатена минимална плата. Значи, само во овие први 5 наслови кои што се појавуваат и кои што се во последните 2-3 недели актуелни, ние имаме колку домени на регулација, пререгулација споменати. Значи, имаме домот, семејството, имаме сообраќај, значи нулица, имаме образование, имаме работни односи, имаме некоја поширока економска слика. И ова за мене беше прилично интересно во најмала рака и шокантно да ги видам од една волку кус, значи само поглед и преглед, што би се рекло. За висината на казните, мислам дека доволно се обрна внимание, така што тоа не би го спомнувала, и тоа е дел од позадината која што е значајна, значи фокусот на висината на казните и може економски да се објаснува. За емоциите кои што само овие 5 наслови ги содржат, ги и на некој начин поексплицитно или поимплицитно укажуваат, исто така не морам да ги повторувам затоа што веќе ги слушнавте и тоа и со закана кој што се поврзува нели со страф и паника и некакво условување за подчинетост, послушност и слично, но и хуморот. И за хуморот сакам да кажам дека тоа не е еден од механизмите кои што можеби за момент ни помага да не се соочиме со оваа реалност, туку да на некој начин гледаме на незе на поинаков начин без да не допира на поинаку. Она што од друга страна сега сакам да го кажам поврзано со менталното здравје, беше се погоди токму и излагањето пресконференција од Фондот за здравствено осигурување, каде што алармира за податокот за користење на антидепресиви, анксиолитици и хипнотици како лекови, чија што потрошувачка, иако се зголемува во последниве години, во 2013 за 30% била уште повеќе зголемена и имаше податок дека над 1.600.000 рецепти за вако вид на лекарства се реализирани. Значи, ова веќе не води на клиничка слика за она што се случува со здравието на граѓаните и уште еден податок во однос на болестите
за депресија и анксиозни расстройства, односно да речеме симптоми, над 11.300 граѓани во последните 3 месеци имаат обезбедено упати преку мој термин, и ова е значи официјален податок кој што излезе во медиумите, а додека хипертензите, што е исто така едно од првите психосоматски заболувања, 55.525 упати. И сега се разбира, јас ова не го врзувам директно само со казните и казнувањето, меѓутоа ова е една слика за општото здравје, кога земаме во предвид и како казните влијаат и можат да влијаат врз целосното функционирање, сметам дека доволно зборува. Благодарам, Ви благодарам. Значи, навистина, не сгрешивме во првичната процена дека кога зборуваме за казните, казнувањето, санкционирањето, дека не е неопходен овој социопсихолошки приод. Морам да кажам дека податоците зборуваат официјалната статистика дека стапката на самоубиства пораснала за неверојатно 40% од 2009 наваму. 40%. И знаете, има на социјалните мрежи, тоа веќе не е хумор, тоа е сурова реалност. Па вели, порано било херојство да загинеш за Македонија, а денес е херојство да преживееш во Македонија. Значи, нешто што ја осликува реалноста во еден поширок контекст. Но секогаш има алтернатива, а тоа се отворените нови 36 центри за лечење депресија. Значи, еве, како да речам, еден предлог како да излеземе од оваа ситуација, ако воопшто тие ќе помогнат и во кој правец сето тоа ќе оди. Еве, јас сега би отворила простор за дебата, за ваши прашања, коментари, дискусија. Повелете. Има ли нешто од сето она што досега го кажавме што ве поттикна во една или во друга насока да коментирате? Ајде, повелете. Добар ден. Би се представил мајор Горан Софески од Министерство за одбрана и следејќи ве посакав или не знам, да си се вратам во касарната таму. Јас работам или мојата професија е да чувам дисциплина или војниците да ги чувам поред со применувајќи казни, санкции. Ова со што вие го кажувате, го споделувате, со што ја ќе се соочам. Подобро е тамо, јас ги наградувам во ствари војниците. Не ги казнувам. Парадоксална ситуација. Вториот дел, си размислувам вака сега кога ќе излезам надвор од кругот од касарната. Кои можности мене ми се дадени да ги одбегнам овие казни. И си размислувам, ако професорот Ваншо ми кажа дека финансиското менаџирање на казните не ми се исплати, многу се големи, тогаш како контролата да ја направам на ризиците да бидам казнет. Веште спомнавте нешто, но еве некаков начин или упатство за оние граѓани кои не би седнале да размислуваат или не би имале можностите да размислуваат, некако упатство, некаков флаер да им помогнеме како да ги контролираат ризиците, не финансиски, мислев на избегнување. Еве, тие предложи што ги спомнавте и вие со ветробранското се одлични, ама се копија. Едно време ја носевме сликата на Јосип Броз Тито, да, на грбот кога одевме на Партизан и Звезда таму, ама тоа беше за палката да не ја добиеме. Од ова не знам како. Тоа би го предложил вака. Благодарам. Тоа е интересно прашање, ама суштината е што се дека не се промени, како што реков, целиот однос према санкциите. Додека он е таков на оној кој што ги пропишува казните, законодавната и извршната власт, луѓето се беспомошни и тоа е целата суштина, како што објаснував. Значи, кога ќе се зголеми бројот на
казниви дела кои што треба да санкционирани, луѓето се доведени во ситуација да они најрационално не можат да ги избегнат санкциите. Они мора да дојдат во ситуација да бидат казнети. Не може, не ви се исплати да бидете дека го почитувате тие закони. Мислам, треба да не станеш од Сабајле. Од дома. Треба да останеш у кревет. Тоа се уште не е кажнjivo, мада ако премногу луѓе почнат да останат дома и тоа ќе се поведе како санкција. Јер целта на власта е направи да луѓето не можат да избегнат казна. Потоа, бидејќи не може да ја платат, ние ќе им ја замениме со некој вид на уцена или било што. И така функционира механизмот да постигне целта на оној кој што го презел тоа злоупотребување на инструмент за почитување закони во инструмент за нешто друго, за репресија или за полнење на буџет. Тоа е второстепено, но сепак битно. Така што може да ви да пишете флаери колку сакате, ама не што да напишете во флаерот, не станувај. И гледате повторно на зголемувана веројатноста за откривање делото што го зборам. Гледате, и санкциите се измислени така да се зголеми веројатноста. Соседот да пријави, ако мајстор дојде. Се јас знам, викнам дома мајстор, дека баш инспекција во сабота ќе дојде, веројатноста е 0, така? Ама соседот е тука. Он веројатноста дека нема да дојде е 0, он сигурно е тука. И ќе ме открие. Мислам што ќе ме открие, знае дека дошол мајстор. И значи јас знам, ако овој мајстор нема лиценца, делото е откриено. И сега треба да пресветувам. Комшија сака да ме пријави или не сака да ме пријави. Ама тоа е веќе лудост. И ти викаш добро, окей, дај почитувај закон. Гледате како почнува тоа да функционира обратно него што треба да функционира, спротивно на интенцијата. И тоа е целта. Тоа е може да дебатираме многу, ама Јас за чарето некако сметам дека луѓето ќе се обидуваат на различни начини самостојно да најдат како ќе ги избегнуваат плаќањето на казните или соочувањето со законот. Меѓутоа, сметам дека уште по-важно за нас како граѓани е да на некој начин кажеме кога да артикулираме, кога сметаме дека се преминува одредена граница и тоа сами не можеме да го направиме. И би кажала примери за граѓански иницијативи кои што се однесуваат на казнувањата. Например, организацијата на Точак дадоа своји коментари и на предлогот на законот, но и сега, откако е донесен, реагираат во однос на условите за безбедност во сообраќајот на велосипедистите, или пак здруженијата кои што на некој начин се засегнати од родовата еднаквост, исто така беа доволно гласни да реагираат, па и пред донесувањето на законот, во кој што се комплицира механизмите за вршење на абортус, но и откако се донесе законот и сега и последните промени, значи има некако вид на реакција. Така што, освен тоа што секој од нас индивидуално ќе мора да се соочува со тоа што е како реалност, сметам дека може и треба заедно со преку различни издруженија или граѓански иницијативи да на некој начин влијаеме во тој правец, да. Добро, благодарам. Ја само нова би додала кога зборуваме за одбегнување, се извинувам, Саше, кога зборуваме за одбегнување на казните, да ви кажам дека застарувањето кај глобите е рамно на, значи, една глоба застарува негде кај е 5 години, па апсолутно застарено 10 години, како силување од повеќемина на јавно место. Така застаруваат. Исто и проаѓање на црвено светло застарува во истиот временски период. Па сега вие токму од тоа вице-версно може да извлечеме заклучок дали воопшто постои можност да ги одбегнеме, дали воопшто може и дали е реално да речеме да прекршокот застарува како и разбојништво, разбојничка кражба, тешка кражба со одземена, значи од тука ја гледаме или можеме ја насетуваме, ајде да не пак бидам обвинета дека шпекулирам, да ја насетиме целта на ваквото законско решение кое што
е апсолутно нелогично. Јас во еден дел само ќе се задржам на абсурдноста на казните, како човек кој често на својот Facebook простор го коментира ова. Фондот за здравство им дава на граѓаните еден образец да се изјаснат дали имаат приходи доволно за да остварат или не бесплатна правна помош. Тој образец на кој тие заокружиле дека имаат над 100.000 денари го користи понатаму како кривични пријави против нив и вели вие сте ставиле во промет лажна изјава со неверодостојна содржина и 15.000 луѓе се најдоа во една административна процедура, сега се на обвинителна клупа. Дали сега со примерот на соседското пријавување, ако моите комшии се гласни, се тепаат и така натаму, нема да бидам јас доведен во ситуација на лажно пријавување. Кај да го направиме балансот помеѓу тоа што мене ми се слуша дека е семејно насилство, они можеби и се садомазо љубители, па ете така се малку погласни. Овие решенија не доведоа во една таква апсурдна, не говориме по примерот дека ќе го казнат комшијата ако не пријави, каде одиме, имавме минатата недела, некој пријавил дека го запрела црна униформа, па излезе дека не биле или рида, па му стегна кривична пријава за лажно пријавување. И во еден сегмент, она што сега се докторите актуелни неделава, гледате казни ако одбие да се врати од специјализација или така натаму. Во кој закон за работни односи или во кој договор на докторот му ги пишува обврските дека тој ќе биде санкциониран доколку одбие тоа и тоа. Значи ова се конкретни работи кои се регулирани со закон за работни односи и договорот и во кој закон Министерството и во која постапка ги пропишува ваквите казни кои се до 15.000 евра, ако добро прочитав деновиве. Да, уште подобро. Токму тоа е проблемот. Мислам, потполно се обесмислуваат казните. Едноставно се фрлаат од ракав за се и се што. И тие се дел од еден многу интересен систем во кој што граѓаните немаат вистинска судска заштита. Во услови кога се уште во нашиот закон владае слободното уверување на судијата при донесувањето на одлуката, а не спроведувањето на законот, всушност доаѓаме до ситуација кога дискриминацијата е можна на секое ниво од санкционирањето или одговорноста која што ние би ја побарале во тој процес. Да речеме, има неколку случаи кога повеќе луѓе биле изведени пред суд заради некое дело кое што го направиле. Заради тоа што биле повеќе, разделени се на повеќе судии и паралелно се водат постапките. Кај 3 судии се донесени 3 различни решенија. Потоа луѓето самите треба да водат постапка и да бараат воедначување на примената на правото, кое што секогаш подразбира и многу губење живци, и многу пари, и не се знае на крај дали ќе го добијат саканиот резултат. Значи, дискриминацијата е во моментот на изрекување на казната, дискриминацијата е во моментот на водење на самата судска процедура, дискриминацијата е во моментот на исплатата на казната, бидејќи можат да ви решат колку ќе платите. Воопшто не мора најголемата сума да ја платите, може и помала сума и слично. Значи, тоа зависи од она што представува самоволно решавање на тој кој што во моментот се наоѓа на власт. Меѓутоа, она најтрагичното што овдека веќе се гледа е тоа дека односите меѓу луѓето стануваат односи на луѓе кои што треба да се цинкарат едни со други. Луѓе кои што не се сакаат, луѓе кои што за се и се што мораат да се расправаат, па до ниво, да ви кажам, на обука на децата да станат такви. Што е таа казна? Дека родителите треба да платат за учебникот кој што им е бесплатно даден на основците ако бил шкртнат. Па луѓе, па како може дете од 3-то оделение, 4-то, 2-ро оделение, па фала Богу дека треба да шкртка, мислам. Тоа е начинот на кој што се развива, во тоа се состои образованието да шкрткаш по учебникот. И сега замислете ги тие родители кои што му висат над глава на детето, му викаат и слично, немој да шкртнеш, пази, немаме пари ни ова да го платиме. И повторно доаѓаме до тој елемент дека оние кои што немаат пари, оние кои што се сиромашни, ќе бидат доведени во ситуација и натрешните
меѓучовечките односи да ги растураат токму заради постоењето нова безсмислено количество на казни. Благодарам. Дали имаме уште некое прашање, повелете? А додека се охрабрите уште 2-3 информации. Значи, точно е, она што не разочарува е што имаше еден проект на владата на кафе кај соседот. Не знам дали сте во тек. И сега како од на кафе кај соседот премина во ало инспекторе да го пријавам соседот, тоа е една, вака би рекла во краток временски период, една ретроградна активност. Она на што сакам да ве потсетам од самиот почеток, реков дека го сменивме законот, се смени и уставот заради најлесните прекршоци. А сега зборуваме тука за 3 милиони евра, зборуваме за 25.000 евра. Точно е тоа со докторите, точно е тоа со наставниците. Нема сфера во која што ние не спроведуваме реформи. Еден умен човек рекол, ако сакате до крај да ги усложните работите, никогаш да не дојдете до конечно решение, почнете со реформа. И ние веќе колку години сме постојано во некоја реформа која што накрај ни се враќа како бумеранг. Јас се обидов да пронајдам примери на наградување. Не да рековме казнување, да, меѓутоа дали имаме и примери на наградување. И најдов некој кој што би сакал да ги споделам со вас. Вели вака: државната администрација ќе мора да летува во Охрид. Односно, ова повеќе бил пример, не се Коза Ностра вести, значи да расчистиме на сам почеток, затоа што видите, имаше во Коза Ностра Ньюс една информација дека ќе казнува полицијата 500 евра ако во последните 3 месеци не сте ни еднаш казнети. И на тоа имаше коментари од граѓани, цели загрижени како некому можело тоа да му текне. Значи, го коментираат како да е тоа законско решение. Значи, од тоа гледате веќе до кое, како да речам, каде ни е прагот на верувањето во тоа дека и невозможното не е стварно законско решение. Значи, не се Коза Ностра вести, меѓутоа вели државната администрација мора да летува најмалку 10 дена во Охрид. Значи, во Преспа не им се смета тоа воопшто, не придонесуваат за домашниот туризам. Меѓутоа, ова следното вели: поттикнување семејни вредности и многодетни семејства преку закон за субвенционирање за стимулирање популарна македонска музика. И читам јас како кривичар и ништо не ми е јасно. Да ви кажам како тоа ние сега семејните вредности, многодетните семејства и македонската музика сме ги ставиле во еден проект, субвенционираме, така наградуваме, поттикнуваме. Да ви кажам, се утешив кога прочитав дека и врвниот музичар Златко Оригјански него не му е јасно. Предполагам, што него не му е јасно, значи направиот пацу. Понатаму зборуваме за, го спомнавме фондот за здравство, за наталитетот. Така постојано имаме ние проекти во држава за таа бела чума, нели? Па имавме секакви ограничувања и проблеми со законот за абортус. И сега гледате веќе доведено до таков апсурд да имаме проблем со здравственото состојба на мајката. Имавме пред некој време таков случај каде што беше загрозено здравјето на трудницата, додека она да ги истера сите тие формалности и процедури за да го отстранат плодот кој што го загрозува здравјето. И сега ако тоа беше целта на реформите, велам, поарно да не почнуваме некогаш со реформи. Сега најновото е дека на доместокот за породилно ќе го исплаќаат газдите на фирмите. И зарем очекувате дека некоја млада жена воопшто ќе биде вработена. И не мора да е многу млада сега, нели, проектот трето дете може ќе не потикне и нас вака во подминати, што велам ја almost middle age, да се впуштиме во таква активност. Следно, образование. Ги спомнавме наставниците и точно е. И затоа нашите деца имаат сега по 2 оцени помалку од она што реално го заслужуваат. Бидејќи некијат наставниците да бидат казнети. Проектите знаењето е сила и моќ, па имаме магистри, докторанти, значи се стасува. Знаете, како велат србите, има се, може се, значи се стасува да се магистрира, а бога ми да се докторира. Меѓутоа, не знам дали се запознаени со случајот на Даниела Ристова, докторирала на Нью Йорк Университи, кој што е на 27 место рангиран универзитет. Меѓутоа, и покрај сите овие заложби, нели, да едуцирани млади кадри вработиме, да бидат едуцирани во странство, им даваме стипендии за да се запишат на факултетите во странство, а женава не била вработена. Воопшто никој не нашол за сходно ни да ја одговори од кои причини се смета дека нејзиното образование стекнато на овој универзитет е несоодветно и не се вклопува во она што значи тенденција за подобрано образование во Република Македонија. Јасно ви е сега дека
едноставно не е мотивирачки како информација. Жената се наоѓа во Австрија и верувам дека нема да ја падне втор пат на памет да се врати во државата. Имаме ли уште нешто што можеме да додадеме, да искоментираме? Само една мала забелешка, значи ја не идам на вакви разгледувања, вакви поединечни случаи, мада се многу поучни. Меѓутоа гледате што е интересен превод од еден вид политика на друг. Не знам дали некој ќе се сети овде дека на почетокот на мандатот на оваа влада, првите 2 или 3 години она спроведуваше обратен проект, регулаторна гилјотина. Тоа беше буквално таму каде се однесуваше пред се на бизнис секторот, ама тенденцијата е таа, значи каде што имаше премногу глупости во регулативата и казни, да се тие исечат, дерегулација беше. Тоа беше модерно тоаш, нели? Каква гилјотина е се оваа? Мислам, обратно е ова се дерегулаторна гилјотина, како дерегулирано, се ќе регулираме. Гледате како тоа е интересно, ама ние си го прифаќаме едното и другото. Ја некам дека тоа не чинеше. Меѓутоа гледате како сега имаме скроз друга ситуација и по потреба. Многу е поучно ова на иста влада да се деси во иста идеолошка матрица. Тотално спротивни мерки. Од каде е тоа произлезано? Тоа е интересна дебата, ама сега ако сака некој окей, а иначе. Уште еднаш прашувам дали има уште некој заинтересиран за дискусија. Казна за да, тоа не ни текнало. Да имаше такво нешто во поканата, можеби немаше ни да се озвете. Добро, ја повелете. Јас работев на еден многу интересен проект за пробација и во рамките на тој проект имав можност да одам во Велика Британија и да го следам нивниот казнен систем. И ние многу често зборуваме дека нашето општество е многу хумано ориентирано кон луѓето, така и слично, а овие европски земји знаат да застранат некогаш. Меѓутоа, она што јас го видов таму, мене многу ме изненади. Значи, се воведува систем во кој што не само за прекршоци, не само за минорни дела, туку и за кривични дела, значи дури и за тепачки со тешки телесни повреди и слично, се до негдека ниво на убиство. Првото прекршување на законот, вика, мора да се оди не на казнување, туку на систем на пробација. Значи, систем во кој што добиваш, условно кажано, условна казна, меѓутоа таа не е казна, бидејќи добиваш човек кој што те следи, и добиваш програма во која што се обидуваат да го адресираат проблемот заради кој што си го прекршил законот. Проблем кој што може да биде алкохолизам, користење на психотропни други субстанции, преголема агресија, неразрешени семени односи, па те испраќаат на различни тренинзи, обуки, семинари, гешталт групи и слично. Значи, создаваат систем во кој што се обидуваат на човекот да му помогни да го надмине проблемот. Да речеме, тие следат дали проблемот е настанат заради тоа што човекот е незапослен. Ако е заради тоа, ајде да му побараме работа. Дури и тоа е дел од пробациониот систем. Кај нас не само што не се случува тоа, туку како што спомна колегата таму, луѓево со тоа ги казнуваат заради тоа што сметаат дека намерно дале податок со кој што сакаат да добијат некој вид на бенефиција од државата и слично. Значи, не се работи веќе дали ние назадуваме или не, или стоиме на место со овој облик на делување на нашата држава. Работата е што цел свет оди напред. Цел свет смислува други начини на справување со непочитувањето на законите, односно поттикнувањето на луѓето да ги почитуваат законите. Луѓето стануваат многу креативни, ама хумано креативни. Ние сме заглавени во систем кој што дефинитивно веќе не одговара ниту на 21-иот, ниту на 20-тиот, негдека на кај 19-18 век сме спуштени. Фала. Ја би рекла дека сме ние репресивно креативни. Сите се креативни на некој друг правец, ние сме репресивно креативни и точно ова што вели професор Најчевска, не делуваме на причините кои што довеле до соодветното однесување.
А во определени случаи спомнавме неразумни прекршочни однесувања на кои што и не можете да делувате. Ја ве прашувам кога посебно сте видели некој да скија по коловоз. Значи имаме глоба ако играте на тротоар. Значи не можам да оценам што значи тоа играње на тротоар. Дури верувате има и глоба, значи ако после сето ова за одишка на душата се почестите со некоја чашка алкохол и за тоа има глоба. Вели се одава на пијанство на јавно место од 100 до 400 евра. Значи при тоа не го нарушувате јавниот ред и мир. При тоа со никого не се расправате. При тоа никому не нанесувате физичка повреда, едноставно сте се одале на пијанство на јавно место. Значи една како би рекла репресивна креативност која што на приватно место нема, да. Добро, ако дозволите, јас тука би ја заокружила денешната дебата. Не би извлекувале некои заклучоци, освен она што на самиот почеток беше кажено, дека казнувањето само го одлага однесувањето, а не води кон тоа да го прифатите забранетото како нешто што е навистина такво, забрането, значи не ви е чувство, немате чувство дека е разумно, рационално и реално тоа што се санкционира. На жалост, управата се претвори во екзекутор. Едно време имаше кампања, односно имаше реклами дека УЈП мисли на нас, а сега УЈП се претвори во извршител. Значи, колешката вели извршителот ги блокираше сметките, не УЈП ги блокира сметките за радиодифузна такса и се случи тоа што се случи, а инаку имаме веќе и жртви, морам да ви кажам, од последните контроли на пазарната инспекција, додуше тоа беше летоска, еден од ситните занечи на Широк Сокак починал веднаш откако инспекцијата го напуштила локалот, затоа што за 80 денари најдени поред касата или отстапување, во што значи промет, бил казнет со 3000 евра. Тој толку пари ниту имал, ниту видел, ниту имал некогаш роба во дуќано, така што човекот почина. Значи, се ова, точно се согласно професор Узунов, не можеме да од еден случај да излекуваме заклучок или да генерализираме, меѓутоа некако се намножија ваквите примери кои што не ни оставаат, би рекла, некој оптимистично чувство. Благодарам.